Нашата мобилна екипа успеа да ја совлада гужвата, која што е актуелна моментално во Скопје. Верче може и да ни каже каква е ситуацијата во сообраќајот. Очигледно сите се вратија од одмори и веќе скопските гужви се реалност. Пред да преминеме на темата која што пред малку и многу пати ви ја најавивме, е мощна и важна. Верче, дали има голем сообраќајен метеж? Час време ви беше потребен за да стигне. Да, Јоване, навистина голем сообраќајен метеж. Ние бевме на само ми се чини 5 до 7 минути до оваа следна локација од она прво јавување во живо, а стигнавме за ми се чини 35 минути. Како што кажа и колегите од реализација, блиску а далеку, меѓутоа еве сега сме тука и ќе зборуваме за уште една мощна и важна тема. Некако во пресрет на 5-тиот конгрес кој ќе го одржи Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушери и стоматолошки сестри за нас, ќе зборуваме за една мощна важна тема и за еден горчлив проблем, а тоа е медицинските сестри, сестринството во земјава, нивната состојба и бројката на патронажни сестри. Се сеќаваат повозрасните генерации дека секогаш кога ќе се родеше нели бебенце во домот мора да дојде патронажна сестра да го прегледа бебенцето, да го провери, да се консултира со мајката што се случува, колку јаде, како јаде и да даде одредени совети. Во последниве години многу често многу родилки велат дека патронажна сестра не успеала да ги посети или недоволно долго се задржала. Зошто е тоа така? Колку патронажни сестри има во земјава, а колку треба да има, зошто нивната бројка е мала, во какви услови работат воопшто патронажните сестри и сестрите во земјава, ќе зборуваме токму со председателката на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушери и стоматолошки сестри за нас, сестра Гордана Бешлиевска. Добро утро и добро ни дојдовте во САК Македонија. Добро утро, ви благодарам многу што го подигате гласот на медицинските сестри, континуирано не следите и по ова се што го слушнав, што кажавте, апсолутно стои дека веќе ги имате сите податоци и информации за она кое што ние како Унија на медицински сестри, а веќе Сојуз на Сдруженија на медицински сестри, предводени од Сдруженијето за нас сме пред нашиот 5-ти јубилеен овој конгрес и ни се усилени во овој момент релациите со регионот Европа и асоциациите и федерациите кои што ќе бидат нормално присутни на нашиот меѓународен конгрес и од тука многу има теми сега кои што ги дискутираме, кои што во овој момент глобално го засегаат сестринството, не само кај нас, не само во регионот во Европа, туку и во светски рамки. Ова за кое што зборувате во однос на недостатоците во службите за во патронажните служби во превентивната здравствена заштита е еден проблем кој што ни се провлекува со години наназад, бидејќи самата патронажна служба нема освежување на кадрите, а и она кое што се случува во континуитет со години наназад во истата служба зборува за тоа дека статусот договор на дело голем број од тие медицински сестри не ги вработи преку континуирани конкурси и дојдовме во ситуација да ако земеме некој пресек на бројки и информации од Институтот за јавно здравје и она кое што нашето здружение го располага како податок бидејќи членството е од цела Македонија во нашата унија, во нашето здружение, конкретно и од патронажните медицински сестрите имаат свое друштво кај нас внатре во унијата, во здруженијето имаат свој настани на кој што на последниот настан има за задача да искочат со генералните бројки врз основа на кои се бројат, колку треба да бидат и што е она што во моментот им недостасува, па од тука се и сите наши податоци за се што се случува во патронажната служба. Знаете како индикаторите се нешто кое што на крајот на нештата ги прави резултатите и сето на колку сме постигнали, колку сме се подместиле, меѓутоа пред да дојдеме до тоа имаме стандарди кои што всушност ја прават големата рамка и слика за правилната и добрата здравствена заштита и за оној пристап на здрава нација, каде што прво превенирате, промовирате, здравствено воспитувате, спречувате болестите за да можете нормално да бидете во правата улога на една здрава нација. Од тука и патронажните сестри се тие кои што во својата поливаленција сега ги добија и пациентите како хронични изнемождени и стари лица, меѓутоа пред тоа, и во нивните фундаментални нешта кои што ги извршуваат се корисниците кои што не се пациенти, всушност и таа е целта на промоцијата и превенцијата да корисниците не станат пациенти или проблемите не станат сериозни и од тука е нивната важност многу голема. Таму каде што спречувате, таму не лекувате и каде што превенирате. Состојбата во овој момент е таква да стандардот кој што предвидува на 3000 до 5000 жители во руралните средини една патронажна сестра во урбаните средини и во руралните 1000 до 1500, кај нас е многу одавна нарушен како стандард, не постои, или ако сакате на број на семејства од 1200 до 1500 семејства или од 800 до 1200 семејства се на
според стандардот на една патронажна сестра која што треба да ја има својата работа во опсегот. А бројките зборуваат дека ние на годишно ниво некаде од 15 до 20 патронажни сестри ги губиме, мислам се одлеваат по природен пат со пензионирање или на било каков друг начин заминуваат од службите, а немаме обновување на службите. Имаме од релевантните големи асоциации, институции, па и од Светската здравствена и од УНИЦЕФ една сондажа на терен од која што имаме податоци за тоа дека недостатокот ни е од минимумот многу поголем. Ако го претвориме тоа во бројки, тоа значи дека ако од 2000 до 2024 година, например, сме имале некаде околу 353 патронажни сестри во Македонија, за само 4 години 67 медицински сестри заминале во пензија или повеќе не се во патронажните служби. Ако треба една патронажна медицинска сестра да посети и треба да биде на стандардно на 3 до 5000 жители, овие бројки кај нас донеле состојба во која што една патронажна сестра обслужувала некаде околу 7800 пациенти. Дополнителен проблем се руралните средини и условите во кои што работат нашите патронажни медицински сестри, бидејќи јас кажав и многу пати сме кажале, многу пати се споредуваме со системите каде што имаме успешност, па сакаме да превземеме успешни здравствени политики и од тука Словенија сме ја земале многу пати како пример. Јас имав прилика многу пати преку нијата здруженијето во проектите и во сето она што е соработка со нивната комора, нивните здруженија во Словенија да бидам на голем дел од настаните и можност да се запознам со состојбата на посебно на патронажната служба и тријажата и превенцијата во Словенија, каде што од вкупно 17.000 медицински сестри 7.000 се ангажирани во оваа служба на скрининзи, превенции, промоции, здравствено воспитување и така понатака, кои што работат самостојно, имаат таков образовен процес кој што ги образува самостојно да можат да имаат една автономност во која што носат одлуки, носат одговорности за истите, имаат собствени области во кои што превентивно, значи го превенираат на населението по секакви и по сите основи, а посебно патронажната служба каде што ќе ги видите во нивни службени возила со стандарди уредени, со уредно наполнети патронажни торбички, каде што самата доверба и начинот на кој што пристапуваат во домовите и во семејството е на едно многу високо ниво. Тоа е нешто кое што ние во последно време треба многу да работиме на нештото за да ја добиваме довербата, затоа што патронажните служби ќе ви кажат многу пати, односно патронажните сестри, дека дури нема да ги пуштат во домовите да влезат или нема да им дозволат да направат комуникација со пациентите. Тие во овој момент се таа спрега меѓу домовите, меѓу домот и семејството и здравствениот систем комплетно. Во услови кога имаме ваков недостаток и вакво одлевање на 15 до 20 медицински сестри, ние можеби имаме некои делови како што е Куманово, например, каде што имаме активна патронажна служба. Меѓутоа имаме многу отфрлени рурални средини и области каде што на вистина им е тешко да стигнат. Нашите патронажни сестри одат пеш, одат со автобус, одат со велосипед или не знам како се они самите се сноѓаат за да ги остварат тие 2 до 4 или 5 посети во текот на денот кои што им се по распоред врз основа на информациите кои што ги добиваат. И не ги посетуваат само новороденчињата и бебињата, тие ги посетуваат и родилките, ги посетуваат и хронично болните и изнемоштените и нивната задача на терен и воспитувањето за имунизацијата, превенцијата и сето она кое што повторно ќе кажам треба да спречи за да не лекуваме. Тие се многу важен сегмент и се многу битни и се многу важни во целокупниот здравствен систем, затоа велиме дека како најмногу бројни во здравствениот систем, медицинските сестри се тие кои што секогаш го прават целото во тимовите за да пристапат до здравствените услуги, за да здравствената заштита и фундаменталните нивоа бидат исполнети како што треба. Инвестицијата во медицинските сестри е дефиниција која што стално ја кажуваме, инвестиција во здрава нација. Вака почнуваат нештата. Можеби треба дури колективната свест да ја градиме кај нашето население уште во претшколската возраст кај децата, каде што исто така се многу важни медицинските сестри. Ние се соочивме за време на епидемијата со таква состојба во која тогаш моравме да го воспитуваме колективно населението за она што се вели грижа за сопственото здравје и за околината и за здравјето околу себе. Тоа треба да биде една колективна свест која што треба уште од мали нозе, значи да имаме и по основ на имунизациите, на вакцинациите, на профилаксите, на превенциите, на се она што е сериозен пристап према болестите и оваа сериозна ситуација сега која што имаме во моментот со епидемијата, каде што во овој момент вршиме
апсолутно секојдневно здравствено воспитување и се она што меѓутоа сме веќе во проблемот. Затоа патронажните сестри се многу важни кога одат на терен, тие се тие кои што ја спречуваат сериозноста, да не дојдат проблемите до сериозност. Мора многу да се вложи во оваа служба, во овој момент не е атрактивна по никаков основ и не е нешто кое што ги интересира младите наши идни колешки, бидејќи во овој момент во систематизациите не се предвидени со високо образование. Предметот кој што е по основ на патронажата се изучува во високите студии дипломски за медицински сестри, а тие по систематизациите се со средна стручна спрема. Имаме податоци дека преку 70-80% од медицинските сестри се само со средна стручна спрема. Меѓутоа, морам да нагласам и многу важно. Старосната возрастна граница на овие сестри е меѓу 50 и 60 години. Се работи за неверојатно искусни медицински сестри со вештини, со знаење, со искуство од терен. Ова е нешто кое што мора многу веднаш одма и сега да се искористи како менторство од ова што го имаме и што го располагаме како искуство, за да можеме да створиме нови кадри во оваа патронажна служба и да се формираат самостојни патронажни сестри кои што ќе ги олеснат пристапите до здравствената заштита на нашите корисници во руралните средини. Треба да произведуваме медицински сестри кои што се самостојни во работата и можат сами да одлучуваат, да имаат автономност, а за тоа не е потребен законот кој што им ја прави автономноста. И сега патронажните сестри кога се со изномоштените и хроничните лица каде што треба понекогаш некоја интервенција за некој лек кој што смее да се даде во домашни услови, не можат и не смеат да одлучат истото да го направат, затоа што немаме законска регулатива за тоа што смеете, што не смеете, бидејќи морате за се едно нешто да понесете одговорност. Се надевам дека сето ова кое што Унијата на Сдруженијата го црпи како искуство од се она што го имаме со контактите со нашите колеги од регионот и од Европа и сето она кое што ние како силна сила која што како сестринство имаме специјалистички студии први во регионот и во Европа и произведуваме на вистина медицински сестри кои се квалитетни, а имаме во моментот толку многу квалитетни медицински сестри со знаење и со вештини, треба сето тоа во овој момент да го искористиме, да во тие национални стратешки програми и во таа превенција работиме на делот на образованието на сестрите, континуираната едукација на сестрите, бидејќи нашите пациенти тоа го заслужуваат. Пред се за да не станат пациенти, прво корисниците, тие заслужуваат високо образовани медицински сестри кои што се автономни и смеат во моментот да покажат самодоверба. Бидејќи во нашата професија, ако ја немате довербата, значи вие не сте се остварили во истата. Повторно ќе кажам, ние сме на прагот на една недоверба кај нашето население. Гледате дека толку многу работиме на подигање на свеста за вакцинациите и имунизацијата, толку многу зборуваме за начините и постапките како тоа да ги спречиме и да бидеме колективно одговорни за епидемиите и така понатака, така да ако вложуваме, ако се даде просторот и можноста на Унијата на Сдруженијето, на Сојузот на Сдруженијата на медицинските сестри, ние ми се чини дека толку многу ќе придонесеме за суштината на нашето постојање за пациентите и ќе имаме, ако ништо друго, значи барем едно задоволство на правилен пристап кон здравствената заштита на пациентите наши. Сестра Гордана, благодарам за разговорот. Се гледаме на 5-тиот јубилеен конгрес, а ние да ги вратиме патронажните сестри онаму каде што им е местото, да ги вратиме на нивото кое што го заслужуваат, да им ги дадеме условите кои што ги заслужуваат и воопшто да го вратиме достоинството на сестринството во земјава. Тоа е она на кое што треба да работиме во следниот период. Така е, Верче, да се надеваме дека ќе се решат сите овие проблеми, затоа што не се само нивни, нели лични, изолирани, сите ние на некој начин корисници на здравствените услуги зависиме од сето тоа.